Почитувани, негувањето на македонската култура, традиција и македонската историја за ВМРО ДПМН од секогаш биле и ќе останат приоритет во работењето. Токму во таа насока континуирано инвестиравме во нивно негување, за што сведочат многобројните реализирани проекти. Денес, во посета на нашиот град, дојде министерот за култура Ала Ѓозовски. Прашуваме дали министерот посети дел од многуте проекти кои ги реализиравме во наше време. Извршивме целосна реконструкција на участокот или меморијалниот музеј 11 октомври, кој представува символ за македонското национално ослободително движење и борбата за сопствена држава. Дали министерот го посети овој објект или во знак на антидржавниот договор со Бугарија реши да го негира овој дел од македонската историја. Ќе ве потсетиме на дел од останатите реализирани проекти кои денес министерот за култура можеше да ги посети. Извршена е реставрација и конзервација на сад Кулата, символот на нашиот град, како и реконструкција на просторот околу градскиот часовник, проект за кој беа издвоени 15 милиони денари. На барање на прилепчани со средства од буџетот на локалната самоуправа и Министерството за култура. Во време на владата предводена од ВМРО ДПМН започна да функционира киното Мистон, проект во висина од над 11 милиони денари. Во 2015 година извршено е целосно реконструирање на големата сала во Центарот за култура Марко Цепенков, која опфати тапацирање на над 600 седишта, нова сцена, нов систем за затоплување и промена на подот. Во градската библиотека Борка Тарески, покрај промена на инвентарот, за која беа издвоени 220.000 денари, во 2013 година беше реновирана големата читална, инвестиција во висина од 700.000 денари. Во старата Прилепска чаршија успешно е реставрирана куќата на Бектешовци, проект во висина од 3 милиони денари. Со помош на средства во висина од 3 милиони денари, обезбедени од Министерството за култура, во нашето владење извршена е реконструкција на источниот конак на манастирскиот комплекс Свети Архангел Михаил, Варош, кој е вреден примерок на високите естетски квалитети на традиционалната македонска архитектура. Извршена е реконструкција на манастирскиот комплекс Свето Преображение во село Зрзе, асфалтиран е патот кој води до манастирот во должина од 8 км, инвестиција вредна 80 милиони денари. Моментално активно се работи на конзервација на конаците на црквата и трпезаријата, на магерницата во манастирот Успение на Пресвета Богородица Трескавец, а до манастирот изградивме пат во должина од 7,5 км во вредност од 1,8 милиони евра. 600,6 милиони денари инвестиравме во локалниот пат село Лениште Манастир Света Петка, каде претходно во употреба беше пуштен и водовод. После 100 години за прв пат во Прилеп се изгради нова црква Света Петка во населба Точила, а покрај тоа беше изграден и осветен параклисот Света Елена и Костадин во населбата Аличај. Изградени спомен обележја на Методи Андонов Ченто, прилепските бранители Карпалак, спомен обележје на Кузман Јосифовски Питу, Ѓорче Петров, Блаже Конески, Круме Кепески, на Итар Пео и на Крал Марко. Почитувани, ве подсетуваме дека пред скоро истиот овој министер направи невиден лапсус, кажувајќи дека Војдан Чернодрински потекнува од Прилеп. Кога веќе решил да направи посета на Прилеп, се надеваме дека посетил дел од местата во кои ВМРО ДПМН инвестираше. Културата се негува со континуирани инвестиции во веќе постоечките, како изградба на нови објекти, а не со прошетки и терење на партиска агенда. Војно повикуваме СДС да не ги прекинува проектите од областа на културата во Прилеп, туку да даде поддршка за нивна комплетна реализација.